Добро почитувани. Петре Шилегов има договор за хонорарни, советодавни и консултантски услуги со Петре Шилегов и за тоа си наплаќа 50.000 денари месечно или околу 10.000 евра на годишно ниво, и тоа со години. Дека овој така наречен договор е судир на интереси, како влез во корупција и криминал, го констатира и Државната антикорупцијска и му наредува на Петре Шилегов да го раскине договорот сам со себе. Едноставно почитувани, постои документ во Државната антикорупцијска комисија со кој што се констатира судир на интереси за односите на Петре со Шилегов. Значи, по неколку години консултации сам со себе, на Шилегов не му проработува честноста, туку е фатен во судир на интереси. Ова е документот од антикорупцијска со датум од 1 декември 2020 година, одлука по предмет од 22 мај, за судир на интереси во односот на Петре со Шилегов. Ова е јавно достапен документ на интернет страницата на ДКСК. Одлука број 9-2034/9 од 1.12.2020 година. Ова фактички е повторување на делото од Шилегов, бидејќи во 2015 година за соработка со својата компанија е констатиран судир на интереси од ДКСК, за сега тој повторно да работи со договор сам со себе како градоначалник од 2017 година. Одлична консултација сам со себе, повтори го делото за хонорар од 50.000 денари месечно. Почитувани, адвокатот Петре Шилегов е познат по својата работа на стопанско право. Судирот на интереси е основа, стартна позиција за корупција и криминал, и тој тоа го знае. Петре Шилегов, градоначалникот, треба сам да одговори што е резултат на овој судир на интереси и дали и колку тоа го чини градот Скопје. Шилегов мора да одговори веднаш зашто се делени тие 10.000 евра годишно, колку тие за 50.000 денари месечно за Шилегов, до Шилегов, се поврзани со работењето на град Скопје, но и со раководењето на ЗЕЛС и поврзаноста со другите општини во Македонија. Дали може би тие консултации се поврзани со работата на јавните предпријатија финансирани од град Скопје? Имаат ли врска консултациите со распишаните тендери од град Скопје и од јавните предпријатија под град Скопје или пак под другите општини во Македонија? Поранешниот член на второстепената комисија за жалби по јавни набавки мора да имал силен мотив за повторување на договорот со конфликт на интереси, и тоа веднаш штом доаѓа на чело на град Скопје. Почитувани, заради посветеноста на Шилегов на консултантството и кон очигледната примарна страст стопанското право, Скопје е запустено, граѓаните се излажани, нема исполнето ни едно ветување, нема зиплайн, ниту гасификација, ниту чист воздух, ниту чиста околина, ниту пари има за спортот или пак за помош за деца за следење на наставата. Добро почитувани, имате ли прашање или да преминам прво на прашањата поставени преку мејл адресата на прес-центарот? Прашање во врска со Бугарија. Дали, како коментирате задруженоста на официјална Софија за граѓаните со бугарски пасоши и дали тоа би представувало пречка за идниот интегративен процес на држава? Единствениот проблем кој што го има Бугарија со македонските интеграции се концесиите на Зоран Заев, преземени за поддршка од Софија. Во однос на прашањата за пасошите, во Македонија, јас колку што сум запознат, има бројни граѓани кои што имаат пасоши и двојни државјанства и пасоши од држави од Европската унија, меѓутоа тоа никој не го спори како граѓанско право, ниту пак некој се загрижил за искористување на нивното граѓанско право, ползувањето на граѓанското право во Македонија. Во тој однос можам само да подсетам дека Бугарија имаше бројни проблеми со Европската унија заради хиперпродукцијата на бугарски пасоши тогаш кога влезе во Европската унија, токму со граѓани од поширокиот Балкан. Значи не само со граѓани од Република Македонија. Така, ќе преминам и на одговорот стигнато преку мејл адресата на ВМРО ДПМН. Прашање како ја коментирате изјавата на Зоран Заев, која што неколку пати се повторува, за тоа што дека тој не знае што е проблемот со Бугарија.
Епа, почитувани, проблемот сам не може да увиди дека е проблем. Проблемот со Бугарија е Зоран Заев и неговите концесии. Заев ветувал и давал гаранции кон Бугарија за идентитетот и за економски зафати вон негова надлежност. Проблемот на Македонија е само тоа што Зоран Заев ја наруши меѓународната позиција на Македонија затоа што има концесии кон странски национални интереси. И со секоја додатна изјава Зоран Заев прави и создава нов проблем и ги руши позициите на Македонија. Ви благодарам.